Меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Крива Паланка додели 100 пакети со заплената царинска стока на 100 семејства со социјален ризик од општина Крива Паланка и општина Ранковце. Стоката запленета на граничните премини во Република Македонија со одлука на владата на Република Македонија се донира на социјално ранливите категории граѓани, а повеќе од 72.000 парчиња разновидна стока, текстил, обувки, прибори, опрема за домаќинство веќе се распределени низ центрите за социјални работи во земјава. Со одлука на владата на Република Македонија е повлечена онаа практика која што беше во изминатиот период за брендираната фалсификувана стока која што се запленува на граничните премини во државата, истото да се гори и да се уништува во печките во повеќе фабрики во државата. Одлуката вели дека наместо да се гори и уништува оваа стока, да се доделува на социјално загрозените семејства во државата. Нешто повеќе околу ова ќе ни каже директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи и Крива Паланка, госпоѓата Олгица Ристовска. Директорке, кажете ни што точно содржи оваа одлука? Пред неколку дена од страна на Министерството за труд и социјална политика, значи ни беше доставена заробената стока, значи на граничните премини, односно од страна на царината, која што ќе биде доделена исклучиво на семејства кои што во моментот се изложени на социјален ризик, односно ќе се јават како потенцијални корисници на еднократна парична помош во натура. Значи тоа се семејства од сите категории, да не ги набројува во моментот, а донацијата ќе биде исклучиво во облека и обувки. Значи секое семејство е опфатено и секој член од семејството, на секој член од семејството ќе му биде доставена по нешто од заробената стока. Ристовска истакна дека иако донациите не можат значително да го променат моментниот статус на семејствата корисници на помош, сепак ова е форма на ублажување на состојбата. Со оваа донација не може да се надмине положбата во која што се наоѓаат семејствата, но може да се ублажи. Да, како се одвиваше селекцијата, критериумите? Од страна на стручните лица вработени во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа се направи список на потенцијални корисници на еднократна парична помош во натура за секој член од семејството, значи кој број на патики носи по-конкретно кажано, значи дали се работи за мало дете или возрасен член од семејството, и вкупно ќе бидат доделени 100 пакета, значи ќе бидат офатени 100 семејства. Акцијата за донирање за плената фалсификувана стока се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика, Царинската управа и Агенцијата за управување со одземен имот по направените измени на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост. Заклучно со 10 јануари 2014 година се очекува околу 10.000 семејства од Македонија да добијат пакети со заплената стока.